Благодарам, почитувана јавност, почитувани колеги. Пред неколку дена имавме една голема дискусија за националната стратегија за справување со корупција. Помеѓу другите работи во таа стратегија имаше и за партиски вработување и непотизам, каде што претседателката не уверуваше дека тоа треба и ќе се намали со оваа стратегија, додека па мнозинството не убедуваше дека во Република Македонија тоа е намалено, дека за прв пат по толку години некој дошол да одговара на прашања и дека ситуациите и можностите, а и актуелните, би рекол, прилики во оваа држава се на подобро и дека оној вице-премиер за справување со корупција исто така ефективно си ја работи работата. Дозволете да ги представам тука фактите и аргументите што ги имаме за ова предлог именување за во регулаторната комисија за енергетика. На стартот, дозволете да кажам дека продолжува дрското и бесрамно спроведување на политиките на СДСМ во енергетиката и пополнување на клучните места во енергетскиот сектор со нестручни и некомпетентни лица без соодветно искуство кое што го бара законот. Да потсетиме дека во Република Македонија се уште постои регулаторна комисија за енергетика, а една од нејзините главни улоги е да биде комплетно независна, нели да ги штити потрошувачите, но испадна дека таа ги штити интересите само на СДСМ, па така она кое што можеме да го извадиме сиже од таа регулаторна комисија е дека изминатата година ја зголемија цената на струјата за 7,4%, кое што значи дека кога ги помножите тие проценти со 12 месеци, секое просечно македонско домаќинство добива по една сметка плюс. Партиски председател на таа комисија е овој човек тука, жалам ако што не може убаво да се види заради тоа што немаме техничка можност. Тој е Бислимовски, ова позади е прес-центарот на СДСМ. Тој е човек кој што е познат дека членувал во телата на СДСМ пред да стане председател на оваа комисија, која што нема никаква улога освен тоа да ги зголемува давачките на граѓаните на Република Македонија. Да цитирам членови на закон заради тоа што знам дека некој ќе не обвини дека шириме лажни вести, дека не е така како што гледаме, исто како што вчера Саша Богдановиќ не бил во хотелот, исто како што некој не беше болен, исто како што не се барале провизии, исто како што не се случил рекет, исто како што не се случиле мафија и мафија 2, затоа да видиме што пишува црно на бело во законот и што кажуваат законските норми. Имено во членот 17 став 3.5 од Законот за енергетика јасно е назначено дека функцијата член на регулаторната комисија за енергетика се врши професионално и е неспојлива со извршување на друга функција во политичка партија или работно место. Значи да сумираме. Согласно овој член на Законот за енергетика, тој што ќе биде предложен во комисијата за енергетика не смее да има функција во политичка партија или да е партиски активен. Идеме по ред. Ова е сликата каде што предложениот Андреј Тасев, кој што треба да биде член на регулаторната комисија за енергетика, седи до Зоран Заев. Ова е тоа. Идеме чекор понатака. Општинска изборна комисија Дојран, документ од 2001 година. Социјалдемократски сојуз на Македонија, носител на листа дотичниот Андреј Тасев. Помеѓу другото, овој човек бил во 2 мандата и советник на Социјалдемократскиот сојуз во Дојран. Спротивно на членот 17. Идеме понатака, да не испадне дека некој фабрикува или измислува. Еве ја изборната кандидатите за изборна единица број 4 од 2014 година. Број 11 Андреј Тасев. Прво бил кандидиран, потоа бил повлечен од оваа листа, но еве црно на бело си стои и ова е документ кој што е јавно достапен. Идеме понатаму, за жал. Повторно ќе се навратам на членот кој што јасно укажува, ќе го повторам за јавноста, член 17 став 3.5 од Законот за енергетика, каде што јасно е наведено дека функцијата член на регулаторна комисија за енергетика се врши професионално и е неспојлива со извршување на друга функција во политичка партија или работно место. Да не рече некој дека ова се случува, а не е повеќе случај. Еве тука имам список на членовите на Централниот одбор на СДСМ. Пишува председавач на Централниот одбор тој, прв е Зоран Заев, а 36 Андреј Тасев. Ова е актуелната негова партиска функција. Човекот кој што ние денеска треба да гласаме за он да биде член на независното регулаторно тело кој што ја регулира цената на енергенсите, на електричната енергија и на водите во Република Македонија.
Почитувани колеги од мнозинството, тука сакам да укажам една работа. Сите вакви работи кои што ги правите, треба некој да ви ги кажува јасно, за да не можете да бегате и да ги искривувате фактите кои што очигледно се присутни. Ова се документи кои што се јавно достапни и тука ја користам говорницата да ја повикам и претседателката на Државната комисија за спречување на корупција, како и сите надлежни органи кои што се органи за почитување на законот, да не дозволат вакво нешто да се случи. Заради тоа што ќе начекуваме функционери на власта кои што спротивно на препораките ќе присуствуваат на спортски надпревари, затоа што градоначалници после полициски час ќе бидат во отворени ресторани и потоа ќе не убедуваат дека се сместени и одседуваат во хотел кој што е неколку стотина метри од нивното живеалиште, и токму ваквите партиски кадри на СДСМ, спротивно на сите закони, ќе членуваат во вакви тела и ќе ги зголемуваат давачките за граѓаните кои што ќе треба потоа да се натоплат на и така осиромашените семејни буџети на сите граѓани. Има уште една работа, не е само ова. Имено друг проблем за наведениот кандидат не го исполнува ни условот од член 17 став 3 точка 2 од Законот за енергетика, каде што јасно е наведено дека за член или претседател на регулаторната комисија за енергетика може да и биде именуван државјанин на Република Македонија кој ги исполнува следните услови: во последните 15 години пред именувањето да има најмалку 10 години работно искуство во енергетиката, односно во обезбедување на водни услуги. Почитувани граѓани, овој кандидат не го исполнува ниту овој услов. Она кое што се случува во редовите на актуелното мнозинство, мислењето дека нив не ги качат законите, дека законот нив не ги допира, затоа што се они над другите, они се над нас, они се над народ. Па нели тие можат да носат решенија и тие смеат во било кој момент да не го почитуваат законот. Па потоа се жалите кога некој ви поднесува кривични пријави и ви кажува дека ги одговарате. Сакам да се обратам и до дотичниот. Јас знам дека оваа функција можеби му значи напредок во кариерата или од лукративно материјален аспект, но ништо не може да го купи мирот. За вакви работи, без разлика кога и како биле изгласани, и кои луѓе се предложуваат на вакви функции спротивно на сите закони кои што го регулираат ваквиот избор, ќе има одговорност. Утре, задутре, без разлика што вие се подпирате на русковско обвинителството или кацарска судството и сега мислите дека не ве качи никој, но меѓутоа можете да приметите дека судот на народот кон овие постапки кои што вие ги правите, особено она кој што го направите изминативе денови, дека веќе трпението на луѓево им е пред крај. Еден ден, кога и да биде тоа, и кога правдата ќе дојде во Република Македонија, ваквите луѓе ќе одговараат и законот ќе биде еднаков за сите. А слободно ќе можете да ги враќате овие изјави и повторно да ги пуштате, доколку не си стои секој на своите зборови. Она кое што е особено интересно и кое што го коментираат од местото каде што дојде кандидат, јас би му препорачал дека во градбите треба да се легализираат, а она кое што е диво изградено треба да биде под санкциите на законот. Исто дивоградба значи за објект покрај езеро, ама дивоградба и од аспект на прекршување на закон и за нечио именување во регулаторни комисии. Оваа регулаторна комисија во последниве 3 години, освен слушајќи ги партиските насоки, изголемувајќи ги давачките на и така осиромашениот македонски народ, не направи ништо друго. За се ќе има одговорност и никој нема да биде избеган од правдата, и тоа ви го ветувам. Благодарам. Реплика пратеничка Драгица Ѓовоđanова, повелете.